Почитувани, СДСМ се уплашени. Заев и Пендаровски знаат дека губат. Соочени со неминовниот изборен пораз ја покажаа целата своја нервоза. Вчера во доцните вечерни часови е обиен штабот на ВМРО-ДПМН во Кавадарци. Насилниците причиниле материјална штета и изнеле партиска документација. Тоа сосема јасно укажува на мотивите на сторителот, чија цел биле партијските информации. Заев, Пендаровски и Спасовски се прочитани од граѓаните. Ниту еден обид за заплашување не поминува. ВМРО-ДПМН уредно го пријави случајот во МВР и екипи на полицијата извршија увид. Ова е трет вандалски чин врз имотот на партијата во градот за период од 7 месеци. За претходните два нема завршница, истото го очекуваме и за овој. Јасно им порачуваме на сторителите, кои се охрабрени од моменталната власт. Одговорност че има. Дури и сега да се спасите, со доаѓањето на правната држава и владењето на правото во Република Македонија, одговорност за секој прекршок и криминално дело че има, без разлика кој да е сторителот. Почитувани, заплашувањата се знак на немоќ, знак дека СДСМ го губи тлото под нозите, но залудно се сите обиди да се заплашат граѓаните. Граѓаните јасно застанаа зад ВМРО-ДПМН и Гордана Силјановска-Давкова. ВМРО-ДПМН не се плаши, напротив, ќе продолжиме уште појако, ќе допреме до секој еден граѓанин, ќе му ги предочиме штетните политики на оваа влада и ќе ја презентираме нашата визија за Република Македонија. 21 април и 5 мај се почетокот на крајот на оваа неуспешна приказна за Македонија, начело со Гордана Силјановска-Давкова, како председател на Република Македонија, ќе почне падот на СДСМ.